Добро. Добро вечер. Добро вечер. Сега, каде се роди и каде порасна? Јас се родив во село Беранци, во Македонија. Таму живеев, растев до 16 години. 16,5 години кога сторив, јас не напуштив Македонија, преминав границата за Егејскиот дел. Кога заминав за Егејскиот дел, стигнаме во логоро. Логоро кој што се вика Лаврион. Тоа е после Атина, во грчката држава. Таму бев до 59-та година. Од 58 до 59-та. 59-та тргнав од Грција, патував со бродом Монсерат за Австралија. Во Австралија стигнав во Джулај месец. Стигнав тука и ме пречека црквата што ја викаме австралијанска World Church што викаме. Тие ме пречека, тие ми гарантираа за работа и тие ми казаа работата каде е. Отидов таму со ними заедно, видов работата, ми однесо, имаше платено за 2 недели време киријата, рентата што велиме, за живење, со сејадење кај едни грци. Тоа беше во Мери Стейшн, во Норт Фицрой. После 2-3 дена тргнам да одам на работа. Стигнам на работа кај еден евреин, беше работата добра, ама бев платен малолетен. Во тоа време се плаќаше 11 лири јас плата земав. Добро, тоа е доста за тоа, покасно ќе збораме за тоа, благодарам. Сега, Мери. Каде се роди и каде порасна ти? Се роди во Егејскиот дел, во село Лесковец, а пораснав во Македонија, во Вардатскиот дел, секаде помалце. И во Србијата горе, и во Битола, и последно од Велес дојдов во Австралија. Овде стигнавме 57 година. И од тогаш сум овде, во Австралија. 2 пати си имаме поидено во Македонија, јас, а мажот ми 3 пати. Да, добро. И сега опиши го местото на раѓање. Јас сум роден на 7.3.1941 година во село Беранци, Битолска околија, која се наоѓа во Пелагонска ерија. Место. Малце натаму. Да. Место. И целото време, до 16,5 години, живеев во Беранци. Како што реков пред, дека на 16,5 години преминав границата и отидов долу во Грција, кај што беше логоро за сите македонци, срби, бугари и така натаму. Да, ама опиши ми го местото кај што се роде, како изгледа Беранци? Местото во Беранци е малце ковариче, а другото е цело поле, е многу убаво поле, убаво место е. Селото во тие години беше околу 140 куќи. Се живееше, се работеше со голема стока, овци, говеда, коњи и така натаму волови и се работеше многу убаво земјиште, кое го хранеше беранечкиот народ, што велиме. Да. Беранци има убава црква, кој се служи Свети Атанас. Го славиме во тие години кога бев јас како дете, многу убаво, сакам да речам, на Стрецело кое што го викаме, таму имаме една чешма, направена уште во бугарското време. Се береме на Стрецело, имаше таму со 5-6 рала тапани кои се играја игранки, ора и да таму ме разбораш.
А потоа имаме и многу добар манастир, тој ни се вика Свети Јован манастиро. Тој е Свети Јован Иванден, кој што го служиме сега и ден денеска во Австралија туа. Тој ден припаѓа на 7. Тој таа дата и тој месец не се менува никогаш. И сме многу на тој манастир, од сите села се береме тој ден, на 7. се береме. Тој паѓа скоро во кај нас во летото. И тој манастир е прочиен, имаше добра лековита вода таму, се береме. Отаде до кај времето, до кај 2 сато, ќе беме на манастирот, ќе се веселеме. И оттаде ќе слеземе, сите си правиме гозба, ќе си пречекаме гости што ни беа од другите села, ќе ги пречекам, ќе ни дојдеа и ќе си поседеме, ако беше ужина, ќе си ужинаме. Најповеќе јадење јаска ми се сложа после тоа, свинско печено месо со компирчиња. Добро. И сега, твоето место на раѓање, опиши го малце. Не го знам. Не го знаеш? Не го знам. Јас ќе ти кажам. Само кажи дека... Јас 3 месеци мала бебе ме преносија во вардарската страна, во Битола е поправо, првен во Битола, кој што ми кажуваа бевме. После ко зазнав јас од Битола, ојдовме во Велес и од Велес дојдовме тука. Јас дојдов мала, 13,5 години овде. Добро. Оттаму знам и не знам многу. Да, добро. Добро, сега кажи ми како се менуваат сезоните во Македонија или како се менуваа кога ти живееше таму? Времето до кога бев јаска во Македонија, речиме од 41 година како што се родив, како што растев, времењата беа многу убави, спрема кога ќе дојдеше пролет се знаеше убаво, убави дрвата, цветеата, се природно, ќе се фрутата ќе беше излезена, ќе дојдеше летото. Летото ние, како селани, жнијаме со срп. Жнијаме со срп наредени, машиња немавме тие години и така беше од тоа време. Кога ќе жнијаме, ќе собереме капиците, направиме големи со ржањца, со ченицата и по времето ќе одеме со биолите и колата спрегнати, ќе ги товариме снопијата од полето, ќе ги донесеме дома во крај куќата, имаме гумно кое се викаше, ќе ги наредиме во гумното околу стеџеро, тоа е стеџер по македонски. Немавме ние коњи, во тоа време со биолите вршеме наоколу да се ченицата да испадни од плевата, од ржањцата и така ченицата сете со лопати си едееме, прибедејќи немавме машина за да такојме. Сето беше поселски и на последно, кој ќе дуваше ветеро со лопатите го вееме житото, за да се очисти од плевата, од кожинката на ченицата. Добро. И сега кажи ми за сезоните во Македонија, како се менуваат? Секој 4 месеци се менува, секој 3 месеци, 4 како па ја, по 3 месеци. Пролет, лето, есен и зима. И која сезона најмногу ти се бендисваше? Најмногу ми се бендисваше кога бев мала зимата. Ко си идевме од школу, кај беше по височко местото, рипавме во натре да се лизгаме. Со санки. Кога ќе си одевме дома, утоп водени. Аха. Добро, и сега, што ти е најубавиот спомен од детските години? Најубавиот спомен ми е во тоа наше најубаво равно поле, како дете кога одев со стоката на реката, што викаме мртвицата, мртва вода, таа зима истекува, а летото застанува, не истекува повеќе. Имаме многу убави ливади во тие години, пред да ни земи државата сите нивје, сите работи, да речеме, кои се направи колективи. И најубаво ми се свиѓаше тие години како дете од 11 години до 12, поминав добар живот со стоката во тоа поле.
сето беше расцветено, цветињата мирисаш, таковото цвеќе, пиронидите шевелеме, пуџуридите, расцутени, расцветани, мирис убав. И многу весело, со голема стока од селото што се развиваше низ тоа поле, беше многу весело, многу убаво место по тоа време, во тие години. И сум весел, и работата јас каша напушив тоа убаво место од Македонија, прибедејќи така дојде времето, сиромаштие малце ко за нас, нашата фамилија, се ќе речемо ти дека мораше да напуштам, прибедејќи нема услови како дете кога се стори на 16 години, да имам услови да си купам чевли. Добро, ќе те прашам за тоа. Благодарам. Сега, тебе што ти е најубавиот спомен од детството? Ако се сеќаваш. Детството, најубав спомен, ние малце бедно живеевме, ама пак, ке дојдеше Великден, мајка ми пак ке ми сошиеше фустанче, ке ми направеше нешто новко, да ме промени. На школо си имав добри пријателки, си одевме, си учевме. Да. Со брат ми си бевме блиски. Да. Добро, и сега, како го славеше Великден во Македонија? Великден во Македонија, кој ше рекол преска, па ќе речам, беше многу весело, со многу убави ора, што игравме и заедно и со стари во средни во години и со млади луѓе. Беме многу весели. Во тие години не гледаме, да речеме, ниту на сиромаштија, ниту на богатство. Се живееше многу убаво, да речеме, во младите години. Привеќе сите беме како деца млади, сите беме заедно весели и се мешаме многу во ората, да речеме, кога беше Свети Атанасија, или како што рекол побругу, Свети Јован на манастиро. Весело се живееше, ако беше малце сиромашко во тие години. Да. Така беа старите луѓе и така држе, да речеме, во тоа време. Да. И вие како го славевте Великден во Македонија? Ние како го славевме? Не многу, ќе речиш зошто. Брат ми, мајка ми и јас бевме и дедо ми со нас. Немавме многу своje, сестра ми беше ведната во Битола, другата беше кај нас, ама си имаше свекор, свекрва, девер, таа со фамилијата нејзина, ние со нашата. Да. Така. Со децата, кои ги излезевме на патот, игравме, ке се чукневме со црвени јајца, тоа. Аха, добро. И зошто замина од Македонија? Од Македонија заминав, ќе кажам истината, дека јас како дете ниту знаев кај ќе одам и по кој пат ќе тргам. А нема во тоа време имаше 12 души се организираа во селото, ние со пријателчето моје слушнаме од овие се шушулка за да одам преку граница да бега. Во тоа време кога ние слушаме со другарчето и тие ќе бега, и ние другиот ден поними стигнаме до Битола. Кога стигнаме во Битола, ме виде братучет ми, ме прашува каде одиш ти? Јас му реков дека каде одите вие, таму и јас ќе одам. Тој рече ние не одиме никаде, само ние дојдоме во Битола. Не е вистина, реков јас, дека вие ќе одите преку граница. Ако јас не дојдам реков со вас, јас ќе ве јавам. А тој кој рече ти а ќе не јавиш, и рече добро, се ќе биде во реду. Само рече сега, да знаете, ќе одиме во Залошката градина. Прибедејќи дојдоме са бајле тука рано. Ќе одиме, речете, во Залошката градина, тај ќе затвори во 4 сата, рече. Кога ќе слеземе од 4 сата од Залошката градина, ќе слеземе по пато преку станица, пругата што е, ќе одиме по пато за Паешево. Арнаба, кога стигнаме ние кај станицата долу, рекоме дојме поджаде, не беше сумљиво дојме поджаде, оти многу народ врви. Ќе одиме по линијата, по пругата, за да одиме преку граница.
не успеме, ни беше страф и таму да не помини Сретничаро со количката по линијата. Ами решиме да одиме преку Угари. Тогаш беше голема зима, февруари, беше многу студено, лапајца, уше беше мразно, не беше станат, имаше и уше снеđиња. И во 9 сато преминаме границата преку Македонија до во Егејскиот дел, во Грција. Добро, застани таму, ќе те прашам сега. Добро, и како пристигна во Австралија? Од кога замина од Македонија, кој ти беше, мислам, патот до Австралија? Кога стигнав во логоро, 58 година во февруари, во март стигнав во логоро. Во логоро кога стигнав се наоѓаше една американка, беше службеничка во канцеларијата, која не испитуваше цели имигранти што преминаме границата, каде мислиме да одиме, да имигрираме, мислам, во која држава. Јас како дете тогаш имав еден стрико кој беше отиден во Белгија. Јас реков, Австралија не ја знае. Јас му викам на службеничката дека јас ќе сакам да одам во Белгија или во Америка. Оти јас знаев само тие држави, Австралија јас не имав чуено. И така службеничката ми вели кога земаше подаци дека ми вели Милане, дали ти сакаш да одиш ако прво излези за Австралија? Јас реков, каде прво ќе излези? Таму ќе тргам по пато да одам. И таа заведе дека јас ќе тргам, ќе бидам или за Австралија, или за Белгија. Но во последните дена, во 59-та година, излезе наредење да јаска имигрирам од логоро, немав пашуш, ме зеде полицијата со автобусом, ме однесе во Атина. Кога ме однесе во Атина, отидов во Австралијанската амбасада, да таму тие ми дадат пашуш, за да можам да имам влез во Австралија. И така, останав јас таму, со тоа за да тргам, ми дадоа пашушо и јас тргнам на пристаништето. Пристаништето беше бродот во Пиреја. Пиреја местото е тоа после Атина. Бродот се викаше Монсерат. Тој брод беше шпањолски и кој јас патував со тој брод. Кога тргнав од Пиреја со тој брод, полен со македонци вонатре, грци, друга нација, шпањолци што беа работниците на бродот. Патувавме доста време. Во времето кога патувавме, бродот ни се расипа. Се расипа бродот и капитанот нареди преку микрофонот дека ние, бродот се расипа, ќе застанеме во Монсерат. Ќе застанеме во Шри-Ленка, во Сейлон. Кога застануваме во Шри-Ленка, Сейлон, таму стоевме 15 дена да се направи бродот. На 15-тиот ден тргнавме од Сейлон за Австралија. Патуваме на ноќ, капитанот свика повторно дека бродот се расипа, повторно се враќаме назад. Во времето кога се вратуваме назад, инженерите на бродот го направија. Капитанот вика повторно тргнуваме директ за Австралија. И така беше. Кога тргнаме за Австралија, патувавме и вика капитанот, ќе ве молам сите патници, малце економија на јадењето и на водата, оти патување многу, почна да се сврша водата и јадењето. Патуваме доста, имаме доста проблеми, стигнаме во Австралија. Стигнаме во Австралија во Фремантле. Кога стигнаме таму ние, беме 3 другарчиња во бродо и рекоа, беа тие од Егејска Македонија. Рекоа, ајде ќе излезиме во Фремантле, ќе прошетаме, ќе најдеме наши роднини тука. Ќе си позборуваме по македонски тука. И така излеговме ние.
излеговме скоро целиот ден, шетавме низ Фремантле, најдоме наши македонци, си правиме мудбет, си поседуваме по масите, кафичите таму. Кога ние се вратиме во 4 сатот назад кај бродот, бродот беше испразнат. Сите луѓе што беа жени со дечиња, авионски ги испратија кој за Сиднеј, кој за Аделајд, кој за Мелбурн. А ние беме закастати кога не виде војската што беше работниците на Каптона, вика кај сте вие, возот ќе тргнува вели во 4,5 сато, а вие уште не сме тука дојдени вели. На брзина ние коферите ги дадоа одма од бродо, таксата под нас, на станица го стигнаме возо. Се качивме на возо, да сега точно не може да кажам дали 4 ноќи или 3 дена патувавме со возо. Возо беше теретни воз, не беше експрес воз. После 5 или така можам да речем сега 4-5 дена и ноќе патувањето, стигнаме во градот Аделајд. Кога стигнаме во градот Аделајд, беше сато 5 за бајлето. Стигнам на еден ресторан голем, не напоручаа таму, историја се. По 2 сати не зедоја од таму, со автобусом, не однесоја на станица повторно назад и не ставија во експрес возо. Возо кога тргнаме од Аделајд за Мелбурн, стигнаме со експрес, беше многу убаво. Гледавме Австралија, големо место, поле убаво, животинчиња. Стигнаме на Спенсерси, стигна јаска во времето со бајлето во 7 сато. Кога стигна јас на Спенсерси во 7 сато, тие луѓе што беа од црквата да идат да ме земат, што ми гарантираја мене, направија судар со колата, стигнаа после 1 сат да ме земат. А јас во тоа време со солзите мои одев угоре и удолу по палубата, нема кај да одам, кај се луѓе да ме земат, останав тука. И јас си смислив дека јас едино треба да одам, да барам полиција кајма, да се пријавам кај ними, да тие ме најдат кај да одам, да ми најдат место. Јас немам ни пари, немам ни никој тоа не познавам, ниту јазик знам да зборувам енглески. Добро, сега. И се на се, до сега, колку време живееш во Австралија? 52 години во Австралија живееш. 52 години, браво. И сега те прашам, зошто замина ти од Македонија? Ние иселенички заминавме од Македонија. Сестра ми Паца беше овде, сестра ми Вангелица, мајка ми, дедо ми, брат ми и јас, сите фамилиарно и зет ми и внучето едно, сите фамилиарно дојдовме. Татко ми дојде првен овде, па сетне и ние си дојдовме сите. Овде продолживме со животот. И како пристигна во Австралија? Со брод или? Со брод, да, со брод. И кај патувавте со бродот? Патувавме преку Гибралтар, беше тогаш знаеш беше оно сојузскиот канал затворен беше. Беше затворен, имаше бомби внатре, не смеа бродоите да врват. Значи требаше наоколу. И одоколу ојдовме, преку Малта од тие страни поминавме и патувавме и ние доста време, тргнавме од децембар, нова година ја направивме во бродот и стигнавме на крај јануари овде. И пристигнавте тука во Мелбурн? Пристигнавме во Фремантле, од Фремантле овде во Мелбурн застанавме со бродот и 57 година излеговме овде. Значи, колку години си во Австралија? Во Австралија? Јас сум 52. 54. 54, добро. И дали имаш контакт се уште со роднини во Македонија? Јаска уште си ги поштувам, да речем, јас имам постариот брат ми е таму, ми беше мајка ми, татко ми живи во времето до 77 година беше татко ми жив, тогаш беше, јас ги донесов во 70 година во Австралија за стално да живее,
ама тие после 5 години се премислија, не сакаја повеќе да стојат тука, се вратија назад во родниот крај во Македонија и таму си починава татко ми 77 година. А па јаска, после татко ми, си отидов после толку години, во 95-та година, да се видам мајка ми уште. Оти мајка ми направи 86 години во тоа време, сакаше да ме види пред да си почини. И така ја само отидов во 95-та година, се видоме со мајка ми, 95-та кога се вратив, 96-та мајка ми е простите Господ, и така јас се вратив назад во Австралија, си дојдов, и брат ми постарија остана таму, и јас се договоруваме со брат ми преку кога се кладува телефоните во Македонија, нарочно во селото Беранци, и се слушаме стално секој месец или секој 2 месеци преку телефон и си зборуваме се по македонски, се расправаме за животот нивни и животот мој тука во Австралија, дека тој вика малце слабо што било таму слабо, значи со живењето немале работа, немало пари, ама се наоѓаме, вели, брато, арно ние понекогаш. А јас тука во Австралија си работев и ги колку што можем ги помогнувам, му пуштев пари. И во 1963 години се запознаме со Мери тука, се зедовме, направивме свадба и си почедивме во времето и па исто си продолжував со брат ми и со внуците мои таму да се договараме, да си збораме, да се милваме. И јас навистина, брато, во тие години кога бев како дете, како што рекол 11 и 15 години, тешко проживеаме со него. Да не кажувам дип историјата дека татко ми беше пак од леуба и работи и останаме со мајка ми сами и немаше када живееме, имаше куќа од турското време, куќата беше, имаше стока, живееше во таа куќа, мораше стока да ја напуштат, па да ја изчистиме, па да ја најправиме куќа за да живееме ние со мајка ми и брат ми. И уште помалио брат. Добро, и сега, твоите роднини во Македонија се уште имаш контакт со нив или? Немам никој во Македонија, јас само имам по намиле страната, по намажите страна. Од моја страна сите се овде. Добро, и сега, кажи ми нешто смешно или една смешка. Една смешка. Кога јаска со тие 13 души, кога поминаме границата, 12 души беме ние од Баранци, а други они беше водаче што ме преноси преку граница, беше Томе од Радобор. Томе беше од Радобор и сите кога ја преминаме границата, кога дојдоме во Лерин. Кога дојдом во Лерин, дојдо тајната удба. Сега тука не можам да знам дали беше од егејскиот дел тајна удба или беше од Вардарска Македонија тајна удба. Преку ноќта не испитуваја зошто бегаме, а овие моите ме игра мајтат мене, му велаа данини дека јас го отепав воло, му скршив роговите и затоа бе избегал преку граница. Ето таа е смешката моја. Добро, нешто смешно или една смешка? Нешто смешка за Миле ќе кажам. Кажи, да. Кога си влеговме во куќата си ја направивме по време, сега ќе сечи една врата. Требаше на место вратата да ја подсечи тој, не се отвараше убо, го искрши прагот, циментото. Оти бевме млади, не знаевме уште. Ами, дип мајстор. Добро. После Зет ми Васил го направи. Добро, сега, и овие слики тука пред тебе, можеш да ми ги опишеш? Овие 3 слики? Не, така. Не треба да ги покажеш, само кажи ми што гледаш на сликите таму. Тука гледам многу убава весела слика која ќе ми се бенди со мене, со знамето македонско туа со сонцето. Како младината игра, се сеќавам на моите години 16,
И на моите години 21, кога стигна во Австралија, 19 мажу. Кога стигна во Австралија, кога одевме во Фицрой Теноло, како игравме таму и како се веселиме, многу ми е интересантно и сум весел што ја гледам оваа слика. Добро, втората сега. Таа е првата слика. А оваа слика, втората тоа, се сеќавам како да со стоката кој си идев од поле, одев по пато и си огледав селото дека на планинчето така на угоре беше. Со мерак, со сирење, по овчињата си поднеми. Да. А третата слика е како јас да се наоѓам на манастирот Кинглайк со големо собрание на народ кој во тие години, можам да речем преку 80-90 автобуси полни со македонци кои се избираме во тие години. Тие години сам да речем кај 80-86 и таму натака. Многу ми е мерак што гледам толку народ и се сеќавам на тие години. Добро, благодарам. И твоите слики можеш да ми ги опишеш? Моите слики да ти ги опишам. Едната слика не баре се наоѓам во Битола во пазарот. Ми изгледа исто така. И така може да е. Да. Другата слика има малце успомен кога одевме со училиштето во Скопје кај женската гимназија тука околу Скопје не шетаја малце со физкултури со едно со друго, така ми изгледа малце зградите. А оваа другава слика исто ко бевме во Штип. Во Штип имаше така едно ко пазарче, ко ресторанчина, покрај реката, така се праеше таму. Сега, дали е тоа ли? Што прават луѓето во таа слика? Луѓето шах игра. Да. Шах игра. Да. Едни гледа, едни си игра шах. Едни на кафанчето кафе си пија. Е. Добро, благодарам многу.